Кошаркарите на Гостивар изненадувачки беа поразени на домашен терен од Куманово со 85-72 во рамки на 8-то коло на првата кошаркарска лига. Гостиварци со овој пораз веќе не се лидери на табелата, но се во водечката група од 4 екипи кои имаат ефект од 6 победи и 2 порази. Најдобар поединец во составот на Гостивар повторно беше американецот Донован Доналдсон, кој овој пат постигна неверојатни 38 поени. Во втората кошаркарска лига Тетек го забележа третиот пораз, откако загуби на гостувањето во Скопје од Чаир со 83-70. После четвртото првенствено коло кошаркарите на Тетек се на 6-то место на табелата, а наредното коло се слободни. Во предпоследното 17-то есенско коло на првата македонска фудбалска лига тетовските екипи забележаа половичен ефект. Шкендија на домашен терен го совлада Шкупи со убедливи 4:0, со головите на Бесарт Ибраими и Жуниор, кои по 2 пати стрелаа прецизно. Ренова продолжува со слабите резултати, откако загуби со 1:0 на гостувањето со директниот конкурент за опстанок Борец од Велес. На табелата Шкенде е на втората позиција со заостанување од 8 бодови од првиот Вардар, додека Ренова останува на предпоследното место на табелата. Екипата на Лирија од Джеровјане со максимални 3:0 го доби локалното дерби против Шкендија во рамки на 6-то коло на машката одбојкарска лига. Колото ќе биде затворено денеска со дерби дуелот помеѓу Вардар и Универзитет Тетово. Во женската одбојкарска лига екипата на Универзитет Тетово славеше убедлива победа од 3:0 над Бамикор во тетовското дерби. Со оваа победа одбојкарките на Универзитет Тетово се искачија на 9-тата позиција, додека Бамикор е последно пласиран без ниту еден бод.